Сдруженијето за чување и негување на македонската култура и традиција Аманет годинава по трет пат го организира Илинденскиот пешадиски марш, кој што пред 3 години го започна председателот на Сдруженијето Дејан Гавровски. Пред тргањето на третиот пешадиски марш зборуваме околу оваа иницијатива во чест на славното Илинденско минато. Дејан, пред се честитки за третиот Илинденски пешадиски марш. Како ќе се одвива целата рута од денот кога тргате 28 па се до 2 август, кога треба да стасате во славното Крушево? Благодарам на телевизија Алфа и на утринската програма што трета година последователно го покрива овој Илинденски марш. Маршрутата е стандардна, започуваме во вторник на 28 јули во 6 часот пред црквата Свети Спас во Маџари. Првиот ден одиме до езерото Младост, вториот ден од езерото Младост до Морани, третиот ден од Морани до Богомила, четвртиот ден од Морани од Богомила до Ропотово, петиот ден од Ропотово до Крушево и шестиот ден, славниот ден, Ден Илинден, Светилија од Крушево до Мечкин камак. Колку километри се тоа? Вкупно се околу близу 170, 168 сега тука некаде, близу 170 километри, просекот е некаде 32-3 километра на ден и последниот ден се околу 5 километри. Овој испад го изодевте успешно и минатата година, а еве, кои беа најголемите предизвици со кои што се соочивте минатиот пат? Минатиот пат морам да кажам, за разлика од првиот пат кога отидов сам, поминавме релативно, колку што може лесно, јас и Стефан Петровски од Куманова. Релативно лесно, немаше некои големи проблеми, големи предизвици. Малку искачувањето за Крушево тука малку беше потешкотија, меѓутоа не некоја голема. Не среќаваа луѓе во сите градови, скоро не поздравуваа, ни даваа вода како поддршка, како аплауз и преградка. Значи многу во тие моменти. 5 километра е за нас таа преградка, ако ме разбираат гледачите што сакам да кажам. Таа поддршка плюс и поминавме, можам да кажам, релативно добро. Оваа година исто така мислам дека ќе поминеме, затоа што имам во тимот искусен, многу искусен човек, преку 45 години присутен во атлетиката, со многу тркачки маратони низ цела Европа и светот, но пред се и над се човек што сака да помогне на овој Илинденски марш, тоа јас го ставам на врвот со цело срце и душа и да успее овој марш, затоа што имав ја некои потешкоти предходно и оваа година и самата апликација во општината беше малку покомплицирана, да не ги задржуваме гледачите и да го поддржи овој марш, да биде моја поддршка на маршот Томислав Спасевски и верувам дека ако е тешко, тој е тука, а тоа многу значи. Кога е тешко е потребен човек, кога е лесно не има многу, јас така мислам. Томислав, ете вие сте интензивно вклучени во овој подготвителен процес кој што му претходи на овој подвиг на Дејан, на пешадискиот марш до славното Крушево. Како теча подготовките? Мене ми е чест што бе поканет од председателот на Сдруженијето Македонски Аманет да покрем моите секојдневни атлетски подготовки, како и подготовката за атлетска трка 23 октомври, да се вклучам овој пат и на Илинденскиот пешадиски марш со Дејан Гавровски, да дадеме на еден почит на илинденците во моје име, во името на мојата фамилија, моите пријатели, роднини и во името на мојот другар кој носи името Илија, кој што кога сега ќе го гледа овој линк, знае за кого станува збор и во него најголема чест за да ми биде жив и здрав, тоа го посакувам. И така да тоа го правиме и да не наследат генерациите после нас, да не остане тоа само за денес, да се продолжи, затоа што борбата за Македонија била тешка и еве оваа слобода треба да ја цениме. Вие не само што учествувавте во подготовките на Дејан за овој трет Илинденски пешадиски марш, туку и самиот ќе бидете практично цело време тука и ќе бидете дел од марш. Да, јас уште од првата година бевме ние заедно. Првата година го пратев до Велешко езеро и лани исто така, па со совет и се по искуството се тоа го покажува. Сега ќе одите до крај?
овој пат со Господ на помош одиме до крај. Се надам дека ќе успееме. Силна е вербата во тоа дека знае за кого одиш и нема проблеми. На што најмногу треба да се внимава кога се оди на еден ваков долг пат? Вашето долгогодишно атлетско искуство, што вели, на што треба да се стави акцент? Па пред се треба да си добро физички подготвен, здравствено способен мислам да си, и така да у самиот пат треба доволно количина вода, да не дојде до дехидрација, имаме доволно течности, доволно храна, така да за тоа не оскудеваме и нема да има проблеми од временските неприлики. Сме заштитени и спремни сме за тоа, како и сака, нека се километар по километар, чекор по чекор ќе стигнеме до славниот Мечкин камен. Што не знам дали знаете дека ние 2003 година од Смилево направиме маратон до Мечкин камен. Со цел автобус бевме и маратон се кој може да трча целосно, одеме преку Сладуево до Мечкин камен и стигнеме пред Коњаницата. Тоа беше за 100 години Илинден и се гордеам за тоа. Да, одлично што има се повеќе такви иницијативи кои што го поврзуваат спортот со нашиот голем празник Илинден. Па, едноставно спортистите се тука да дадат допринос во сите овие случувања, во славења. Исто е сега како Коњанице тоа што го прават, кога они можат 48 години тоа да го прават секоја чест и се повеќе и повеќе има такви групи, па што ние да не се оддадеме, дали утре ќе биде некој ултрамаратон од негде ќе се појде до Крушево, дали ние вака ќе продолжиме и генерации наши деца помлади кои што ќе ги инспирираме со ова. Едноставно треба никој што вика Дејан да не заборави крвта пролеана за Македонија, за ова слобода ние што имаме денес. Благодарам, Томислав Дејан. Ете, покренавте една иницијатива која што навистина е за почит и за поздрав и се реализира годинава по трет пат. Се надевам дека без никакви проблеми ќе успеете да го реализирате овој трети Илинденски пешадиски марш, но и дека во секоја следна година истиот ќе станува се поатрактивен и помасовен и дека ќе ви се приклучуваат во иднина и други луѓе кои што сакаат да го следат вашиот пример. Оваа година примарната цел, кажав заради некои други проблеми, е овој марш да не сгасне и нема да сгасне. Нормално ние штом тргнеме и ќе стигнеме со Господ напред. Сакам да му се заблагодарам на градоначалникот на општина Газибаба, Боби Стевковски, кој оваа година со лична донација го помага, не е општината целосно вакво, него градоначалникот на општина Газибаба со лична донација го помага овој марш. Благодарам на Демехисарско друштво во Сиднеј, кои што останаа на зборот. Се надевам дека и во текот на маршот ќе имаме поддршки, дали финансиски, дали едноставно да ни приде човек на чаша вода да ни подаде на во тие тешки моменти за нас е значајно. Јас ви посакувам многу успех и многу среќа и се разбира ве чекаме после 2 август и после Илинденсов печатоци од ова ваше патешествие кој навистина заслужува почит. Сигурно ви благодарам уште еднаш кај што одвоивте време и благодарам на Алфа што дава простор на овој Илинденски марш. Нема да дозволиме да нормално да сгасне, него ќе го прошируваме од година во година. Пак ќе повторам, присуството оваа година на Томислав Спасевски кој во тие води е добро познат, е значајно, но пред се сакам да се цени неговата улога како човек кој е малку да речеме во повозрастни години, а го жртвува своето време да успее овој марш и да не се заборави крвта пролеана за Македонија. Тоа за мене е над сите успеси претходно. Секоја чест за двајцата и нека ви е среќно на третиот Илинденски пешадиски марш.